много драго што сите граѓани кои имат на помилок продолжуваме тоа што е служење. Зборите беа кристално чисти, зборите беа слободни, граѓаните демонстрираа една голема слобода, демонстрација на слободно изразена волја на изборите. Буквално немаше никакви инциденти, ниту во кампањата, ниту во денот на изборите. Инцидентите кои што беа изолирани, беа лични инциденти, вклучено смртни случаи, сите знаат, ималите деца дека нема политички партии или било што. Тоа што се случи во Шаторизар веднаш беше санкциониран од полицијата, веднаш беа соодветни пријави поднесени, се случи пред нашиот штаб, прашањето зашто не тој дошол во штабот на СВСМ и апсолутно мислам дека и меѓународните институции недвосмислено јасно кажуваат слободно изразена волја, кредибилни избори, демократска атмосфера, фер атмосфера на секаде. Или кампањата која што водиме максимално позитивна и јас верувам дека граѓаните се на тоа да се слушаат. Човекот конечно изгуби избори, ние тврдевме дека само има слободно изразена волја да се случат истински изразени мисли, чувства и определби на граѓаните. Това се случи на 15 октомври, поразението на правата. Јас тоа го разбирам, но верувам дека тоа што во иднина ќе се случува во Македонија е нешто тоа што граѓаните го заслужуваат, а тоа се добри перспективи за сегашните кризи и генерации. Не видов никаква сериозност во изјавите кои што тој ги даде во една телевизија. Навистина не можам ниту логично, ниту рационално да заклучам кои се доказите, кои се причините и што всушност се случувало во Македонија. Јас сум рационален човек, сакам се да разговарам, спремен сум да прифатам корективи, да се коригирам во одредени. Јас, политичката партија, коалициите се кои што сме, буквално во Македонија днес е слободно изразено